Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владата на Социјалдемократскиот сојуз има обврска да ја штити територијата на Република Македонија и интересите на нејзините граѓани, а не да ја претвара земјата во бегалски камп за мигранти. Владата на Социјалдемократскиот сојуз, ЗАЕВ и Царовска од Република Македонија планираат да направат бегалски камп за трајно згрижување и вдомување на мигрантите од така наречената Балканска рута. Со усвојување на стратегијата за мигранти, бегалци и странци 2017-2020 година и акцискиот план и непромислените чекори на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Министерката за труд и социјална работа Мила Царовска се доведува во опасна ситуација целокупната демографска, безбедносна и економска состојба на нашата земја. Зоран Заев и Мила Царовска, наместо да се кријат зад партиски соопштенија, треба да излезат и јавно да соопштат на јавноста и на граѓаните што точно ветиле и каде се, односно во кои градови ќе се прават згради за трајно вдомување на мигрантите, предвидено со стратегијата за бегалци и странци 2017-2020 година. Граѓаните се должни да знаат и со право се загрижени од информациите дека ќе се прават бегалски кампови во повеќето градови низ Република Македонија, а особено се загрижени од фактот што Социјалдемократскиот сојуз на шверцерски начин ќе може да даде државјанство на преку 200.000 бегалци со цел нивно трајно вдомување и населување во државата. Ваквиот несериозен потек на Социјалдемократскиот сојуз ќе направи сериозно нарушување и дисбаланс во демографската структура на Република Македонија. Поради ваквиот несериозен однос кој Социјалдемократскиот сојуз го има кон државата и граѓаните, ВМРО ДПМН поднесе интерпелација за промена на Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. ВМРО ДПМН нема да дозволи Социјалдемократскиот сојуз, ЗАЕВ и поради нивната неспособност и некадарност во водење на државата, поради одработување за нечии туѓи штетни агенди, цехот да го плаќаат граѓаните на Република Македонија. Задкулисните и матни игри кои ги прави Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните почнуваат полека да ги разоткриваат и препознаваат. И нивниот суд, Социјалдемократскиот сојуз, ќе го види и почувствува на следните локални избори, каде ќе доживее пораз. Ви благодарам.